Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. Мозокот и работниот мозок се обкружени со бистра течност наречена ликвор. Каде се создава ликворот и која е неговата функција? Ќе дојде ли до некакви проблеми ако се намали или пак зголеми неговата концентрација, односно неговата состојба? Исто така може да дојде до промени во притисокот во черепот. Што е тоа? Спонтана интракранијална хипотензија, ќе ни објасни професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист неврорадиолог во неуромедика. Имаме интересна тема која што ќе проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на телма. Што е тоа ликвор? Доколку се промени неговата количина во мозокот, дали ќе дојде до зголемување или пак намалување на притисокот во черепот. Во денешната емисија ќе биде појаснато што е тоа спонтана интракранијална хипотензија од страна на професор доктор Миодраг Врчаковски, специјалист неврорадиолог во неуромедика. Професоре, чест што сте повторно во студиото на Телма. Добре ни дојдовте. Со огромно задоволство гостувам во вашето студио и во вашата емисија. Навистина ми е мило што еве ќе се обидеме да одгатнеме уште една од многобројните тајни на мајката природа. Овој пат тајната на мајката природа поврзана со ликворот. Повеќето од нас знаеме дека постои ликвор, течно што е дел од нервниот систем, бидејќи се прават лумбални пункции при одредени болести, се влегува со игла низ србетот, се вади дел од таа течност која потоа се праќа на анализа. Така е. Сега, што точно представува оваа течност и која е незината функција? Значи, ликворот или мозочната течност е всушност течност која пред се има безбедносна улога. Го обложува мозокот од сите страни и оневозможува некакви травматски промени на мозокот, зашто при движење на главата лево, десно, напред, назад, мозокот ја менува својата конзистенција и тој не е стабилен во краниумот. Ама мозочната течност е амортизер. Ги амортизира движењата и го штити, на некој начин. Да, и го штити практично од било какви трауми. Ама тоа е само една од улогите. Ајде да почнеме од почетокот на приказната. Значи, мозочната течност е течност која се создава во мозочните комори. Тоа се централните шуплини на мозокот и во нив се фабриките што ја произведуваат мозочната течност. Вие ни дадовте фотографија што тоа го опишува, можеме да ја погледнеме. Да, ќе можеме да погледнеме. Факт е дека вкупниот капацитет на мозочна течност во организмот е околу 150 милилитри. Значи, резервоарите во кои што се произведува мозочната течност и деловите што го обиколуваат мозокот имаат капацитет од 150 милилитри течност. И кај мажите, кај жените е истата? Кај сите исто. Ама капацитетот на продукција, на производство на мозочната течност за 24 часа е 500 милилитри течност. Значи сега фабриките произведуваат 500 милилитри, а капацитетот на системот е 150 милилитри. Од каде? Што значи тоа? Тоа значи дека нешто не е во ред или тоа значи дека течноста, ликворот во системот брзо се менува. Во текот на 24 часа 3 до 4 пати практично континуирано се обновува ликворната течност во главата. Тоа е многу битна функција. Зашто? Затоа што течноста има и нутритивна функција. Течноста има одбранбена функција. И таа ни овозможува всушност ние да функционираме нормално.
Системот на движење и функционирање на течноста е исто како систем во било кои сврзани садови. Ајде да не филозофираме многу. Во мозокот имаме две странични комори, потоа имаме една централна комора и имаме конечно четврта комора која е во предот на малиот мозок. Сите тие комори се поврзани со, ќе ги наречам просто, цевчиња низ кои струи мозочната течност. Тоа значи, мозочната течност што се произведува во страничните комори, преку одводи ја одведува течноста во централната комора и потоа од централната оди во комората за задниот дел од мозокот. На секое ниво може да се случи кикс. Било кое, ајде ќе го наречам просто, затнување на одводните цевчиња, го блокира протокот на ликворот и настанува хаварија. Ќе ги одбегнам сега дискусиите за хавариите, да се вратиме на една нормална филозофија и најлогично прашање. Ако ликвор нон-стоп се произведува, рековме 500 милилитри за 24 часа, каде се губи тој ликвор? Не може само да се акумулира, мора негде да се елиминира. Па системот е толку идеално конципиран и конструиран, тоа е чудо на мајката природа, ликворот што се создава се елиминира во мозочните вени. Значи, од тие централни комори што се во мозокот, се префрла мозочната течност на периферијата од мозокот, значи вон од мозочните структури, а исто така еден дел кружи во рабетниот столб. И во рабетниот столб имаме исто така мозочна течност. Сега, во мозочните вени постојат специјални малечки пумпички, 1 до 2 милиметри е нивната големина, кои со сите сили перманентно ликворот што се создава во коморите го испумпуваат во вените. Колку што се произведува, толку се испумпува. За да се одржи притисокот во мозокот. Сега замислете таа совршеност, колку е тоа совршено, точно толку колку што ќе се произведе да се елиминира. А што ќе се случи ако постои некој кикс, ако таа елиминација, таа рамнотежа се поремети, па тука доаѓаат сите проблеми, сите хавари и сите суштини се токму во таа филозофија. Што ќе се случи ако системот престане оптимално да функционира? И сега што кажавме ние, дали се сеќавате минатиот пат? Ако настане некоја хаварија која нема да им дозволи на мозочните пумпички да го испумпуваат ликворот во вените, да го елиминираат, еве ви огромен проблем. Ликворот се создава, а пумпичките немаат капацитет да го елиминираат во венскиот систем. Така се случува тоа што го дискутиравме минатиот пат, идиопатска интракраниална хипертензија. И што рековме дека проблемот е во одводните вени, ако на нив има хаварија, стеснување, не може транспортот на венската крв, истовремено тоа значи и транспортот на ликворот, оптимално да се одвива. И настанува зголемување на ликворниот притисок. И тогаш може пациентите да чувствуваат главоболки, вртоглавици, апсолутно, гадења. Па вие одлично сте ја научиле лекцијата. Главоболки, вртоглавици, токму такво зуење во ушите, и исто така може да има проблеми со видот. А дали знаете дека и во случаите кога имаме ликворна хипотензија, кога притисокот на ликворот во мозочните структури ќе падне,
па речиси исти се симптомите. Пак се Повторна јавува главоболка. главоболка, се јавува гадење, се јавува повраќање, се јавуваат болки во вратот. Ама Ненадејно овде почнува, има професоре. еден трик, еден симптом кој се разликува од оној симптом при интракранијална хипертензија. Кога пациентот е во легната положба и се обидува да стане, тогаш се јава вртоглавица, многу непријатно се чувствува, нестабилност, зашто притисокот е понизок на мозочната течност. И во легната положба главно е изедначен, телото е хоризонтално, ама кога ќе се исправите, главата е горе, а течноста се знае како се однесува. Тенденција е кон долу да се пласира и веднаш се јавуваат тие симптоми. Тоа никогаш не се јавува при интракранијалната хипертензија. Таму е обратно. Кога сте исправени, болката значително се зголемува. А овде, кога сте исправени, болката уствари е поголема, ама кога ќе легнете се намалува. А професоре, како се мери Се интракранијалниот извинам, јас притисок? ви кажав обратно, Обратно, кога сте исправени, хипотензија? нормално дека во исправена положба течноста има кон долу, значи се намалува болката при хипертензија, а при хипотензија се зголемува. Лапсус, тоа е, се случува, оживо. значи тоа е клучната разлика која што е добро да се запамети. Но ретко кој од нас кога има некаква главоболка или вакви симптоми, ќе се посомневаат всушност дека има некаков проблем со ликворот, кој што е дел од нервниот систем. Постои ли начин да се измери интракранијалниот притисок, односно притисокот во черепот? Значи, мерењето се врши исклучиво со лумбална пункција. Не постои друг начин. Не може како крвниот притисок што се мери ниту на случајно, раката. а да го мерите лумбалниот притисок со лумбална пункција, тоа е малку да ви кажам авантура. Тоа не е рутинска постапка и никогаш не се прави тоа така, но има реални диагностички процедури пред се со магнетната резонанца, кои можат 100% да ни ја диагностицираат болест. Ако мене ме прашувате, Што се гледа всушност на снимките? Јасно е тоа, очигледно е дека има таков проблем кога ќе направите магнетна резонанца кај пациент со вакви симптоми? ајде да одиме водоводжиски и по логика на работите. Имате некој затворен систем, имате одвод и во еден момент се јавува некаков дефект во одводот. Едноставно ќе се јави некое дупче и течноста ви бега, излегува од системот. Притисокот во системот опаѓа, се намалува. Тоа е интракранијална хипотензија. Се јавува некаков отвор, некаков дефект, некакво дупче во зидовите од каналниот систем на ликворот. И од таму течноста полека излегува, да не кажам капе, и притисокот се намалува. Ако мене ме прашувате колку време ми треба да диагностицирам таква состојба со магнетна резонанца, ќе ви кажам, еден клик ми треба да знам дека станува збор за спонтана интракранијална хипотензија. Да ви кажам дека тука притисокот е намален. Затоа што има типични карактеристични слики што ги гледаме на магнетна резонанца. Типични симптоми, Значи, просторите, мозокот, ајде од мозокот ќе почнем, бидејќи сега околината, течноста е намалена и нешто капе долу, мозокот колабира. Така? Имавме таква фотографија со колапс на мозокот. Мозокот видиме што е колабира, тоа. коморните системи исто така. Што значи тоа се намалува? Да, се намалуваат. И тој простор сега, поентата е,
се исполнува околу мозокот со ликвор. Так, во мозочен колапс. Ете тоа ви е. Так, тоа е. Тоа ви е типичната слика на интракраниалната хипотензија. Гледате, се забележуваат погледнете разлика. горе таму како негде во рбетот, на обвивките. Тоа е средната фотографија што коментирате. Таму се случува дефектот. Капе, како од чешма. Кога станува збор за спонтана интракраниална хипотензија, првата мисла ни е не дека имаме проблем во мозокот и со главата, туку дека имаме проблем со ѕидовите во рбетниот канал, дека некаде таму повисоко или пониско има некакво дупче, отворче, низ кое истекува ликвор. А зошто се вуваат овие дупчиња? Повреди се во прашања, погледнете, дегенеративни промени? Прво, нормално, мајката природа создава така наречени дивертикули. Дивертикули тоа се врекички, малечки околу нервите. И тие се како хернирање на обвивката. Нивниот зид не е толку квалитетен. Истенчење и може да се случи, а не се случува често, да се јави отворче, пукнатина во зидот. И еве ви проблем. Некогаш се јавува проблем, знаете од која природа? Ако имате интракраниална хипертензија, ако е зголемен притисокот, зголемениот притисок го истенчува дното на турското седло. Таму каде што е Исто сместена така има хипофизата. истенчување и на сводот на калваријата, на главата, во предниот дел. До степен оди истенчувањето да се јави пукнатина. И сега доаѓа истечување на течност, на ликвор, најчесто ви капе преку нос. Се јавува дупче, еве ви ликворна хипотензија. Значи може дури преку носот да истече. Да, ама природата е сега друга. Значи има лезија на мозочната обвивка преку која има капење на ликворот. Истиот проблем. И тоа се што е како отворче мора да се блокира, мора да се затне. За овој тип на интервенции од типот на фистули, кога спонтано истекува од главата во носот ликворот, тоа се прави оперативно. Ама за овие другите промени, Преку рбетот што ги споменавте. да, кои се проширувања, односно дупчиња, односно отвори во спиналниот канал, во обвивките на спиналниот канал, има друга техника. Таа техника се состои во тоа да всушност од пациентот се земаат 20, 30 па до 50 милилитри крв во шприц, потоа се пласира катетер во епидуралниот простор. Тоа е исто како лумбална пункција, истиот принцип е, само не се влегува внатре во дуралниот канал, туку се влегува над мозочните обвивки, над обвивките на каналот. Катетерот се води до местото на кое што е пукнатината и овие милилитри 30, 40, 50 крв се инјектираат на тоа ниво и самата крв ја блокира, тромб, го блокира дефектот. Тромбозира и тоа е единственото вистинско решение кое веднаш го решава проблемот. Некогаш тие се затвораат спонтано, ама тоа е голем проблем. Никогаш не знаете што се ќе се случи. Ваков тип на промени, спонтана интракраниална хипотензија, може да биде причина
за дополнителни други многу посериозни проблеми. Зашто во вакви ситуации доаѓа до обтегнување, зголемување на волуменот на вените, па многу лесно може да се случи некоја од вените кои го премостуваат мозокот, водејќи ја крвта кон мозочните одводни вени, може да се случи да прсне, да пукне и настанува крварење, настанува така наречен субдурален хематом. Најчесто е билатерален и од едната и од другата страна. Сега, Значи сериозни компликации. Тој хематом, тие хематоми притискаат на мозочните структури и еве ви проблем кој може да биде и сериозен и кој мора, можеби, хируршки да се третира. А дали знаете дека тоа може да предизвика и тромбоза на венските синуси? Таа иста хипотензија колку работи може да ни направи. Значи, потребно е брзо, навремено да се издиагностицира. Потребно е да се издиагностицира. Зошто го кажуваме ние ова и зошто јас инсистирам на оваа состојба? Зашто е ретка, зашто луѓето не ја препознаваат и крајно време е барем да се нафрлиме на проблемите што не ни се доволно познати, да ги презентираме, да сватат луѓето дека постојат и некои болести што ние ги немаме вака во нашиот систем на размислување. А тие се чести, не се така ретки болести. На која возраст може да се јави проблемот? Нема возрастна граница. Може Нема да се одредена возрастна категорија која што позасегната? На секоја возраст. Овој проблем може да се јави на возраст од 5 години, сообраќајна несреќа, удар со главата и на некое место пукнатина се јавува на черепот, при тоа се јавува и пукнатина на мозочната обвивка и ликворот, тоа преку пукнатината сега излегува надвор, како што ви реков, најчесто во носната шупли. А може ли да се забележи тој ликвор? Па како не се забележува? Секако дека се забележува. Има ли карактеристичен изглед за да се посомнева некој дека од носот всушност се стекува ликвор, дека не е секрет од носот или пак може би затнат солзен канал, нели? Секретот од носот има апсолутно други карактеристики. Ова е бистра, течна, сјајна, таа постојано истекува и ностово измачува. И се чудите што е ова сега и само од една страна, кој е тој секрет од нос, што само од една страна и перманентно и во временски периоди. Кога ќе се зголеми малку притисокот, она почнува да капе, кога ќе се намали, престанува, ама за кратко. Значи, во секој момент може да настане интракранијална ликворна хипотензија. Единствениот начин за диагностика е магнетната резонанца? Магнетната резонанца е златниот стандард во диагностика на интракранијална хипотензија. Ама има една друга метода, еден друг златен, универзален златен стандард, кој се нарекува знаење и умење. И вие мене да ми кажете 3 симптоми што ги има пациентот, јас ќе ви кажам, сомнително е за спонтана интракранијална хипотензија. Да ми каже дека во легната положба нема проблеми, ама кога станува, чувствува зашеметеност, некоја главоболка, па гадење, па повраќање, па зуење во ушите. Тоа ми е доволно, а кога лежам, вели ништо не ми е. Се ми е супер. Доволно ми е да предпоставам дека можеби токму за тој проблем станува збор. Следната фаза е правење на магнетна резонанца. И дури на најобичните стандардни снимки на магнетната резонанца се забележува една
ајде така кажем, ликворна перница по периферија или ликворен обрач. Обрач од течност по периферија од мозокот, таму каде што не би требало да има мозочна течност, зашто мозокот има своји карактеристики, он има контрапритисок и секогаш е залепен за мозочните обвивки. Во овој случај, бидејќи има губиток на ликвор, мозокот се оддалечува од обвивките. И тука се создава едно перниче од течност, кое многу лесно се препознава со магнетна резонанца. И друго нешто, еве таму на една од сликите гледам што е со хипофизата. Хипофизата, заради набабреност на вените, хипофизата набабрува и се зголемува волуменот. Само заради тоа едноставно блокирање на мозочните вени. Ке дојде до хормонски некаков дисбаланс? Нема време за хормонски дисбаланс во тие случаи, но факт е дека и по тоа ја препознаваме. Овде имам за некои механизми зошто едноставно како тоа да се блокираат пумпичките што ја одведуваат мозочната течност во вените. Рековме се создаваат во мозочните комори течностите, мозочната течност, а се елиминираат преку тие пумпички што ја испумпуваат. Ја ќе замолам од режија првата фотографија да ја пуштат, бидејќи токму таму се тие представени. Ајде да видиме. Значи тие се всушност Па еве долу, гледај патот на ликворот. Ајде сега да резимираме кратко и јасно. Мислам дека 100% ќе успееме во тоа. Значи, фабриката за производство на мозочна течност е во мозочните комори. Овде ги гледаме страничните мозочни комори, тие жолти стрелки, не ги покажуваат и покажуваат токму на деловите од коморниот систем што го произведуваат ликворот. Како се произведува ликвор? Тој се произведува со филтрација на крвта. Гледате како се е најбрилјантно и паметно искористено. Од каде мозочна течност одеднаш во мозочните комори? Со филтрација на крвта, крвта се филтрира, има специјален систем чиј финален производ конечно е мозочната течност. Таа мозочна течност од страничните комори оди во централната, па оди во четвртата и потоа се дистрибуира по површината од мозокот. На површината од мозокот постојат безброј малечки пумпички. Еве, овде долу ги патот на ликворот се викаат арахноидални гранулации. Тие пумпички постојано го испумпуваат ликворот во мозочните вени. Дури таму имам и анатомски приказ како изгледаат тие малечки пумпички, арахноидални гранулации, како изгледаат анатомски. Ајде едно резиме кратко. Ако настане блокада на некоја од вените, еве, ковид има пациентот и одеднаш се јавила тромбоза на една од одводните вени. Прва работа што се случува, доаѓа до интракранијална ликворна хипертензија. Значи најнапред ќе се покачи притисокот. Да, зашто се покачува? Зашто одводниот систем венски не функционира. Таму каде што треба да се одведува течноста, ликворот, во вените, се одведува, ама вената не функционира, блокирана е и ликвор само се пумпа во вената, а не се одведува. И притисокот венски расте и се јавува блокада.
така се зголемува притисокот. Професор, имаме слушнато дека деца се раѓаат со хидроцефалус. Да. Тоа е тоа кога се задржува вода во черепот или пак некои пациенти при операција на тумор на мозокот, потоа ќе се задржува течноста, па потоа им стават некакви цевчиња во мозокот за да истече ликворот. Тоа е Типичен водоводжески проблем. Еве, погледнете горе. Тоа се страничните мозочни комори. Во они се произведува, како што рековме 100 пати, ликвор. Ако се случи нешто во одводниот систем на мозочните комори, тие странични мозочни комори имаат отворчиња кои мозочната течност ја спроведуваат во следната комора. Таа се вика централна, средна мозочна комора. Ако се јави блокада во одводот на страничните мозочни комори, еве ви го проблемот. Тие структури, што рековме, фабрики за производство на ликвор, нормално функционираат. Мозочните комори не можат да го елиминираат тоа што се произведува и почнуваат полека да се шират, да се зголемуваат, Зашто тие зидови не се ригидни. Кај децата во таков случај? Да, тоа е тоа. И сега има неколку варијанти. Ако е проблемот на ниво на страничните комори, таму да е блокада на местото каде страничните комори ја празнат течноста во трет. Ако е на тоа ниво блокадата, само тие се шират, десната и левата. Дури има систем, само едната комора е проширена. Затоа што нејзиното отворче е блокирано, не функционира. Ако се блокирани двата отвора... Тогаш ќе биде проблемот Ама сега двостран. проблемот е, може да се блокира отворот меѓу третата и четвртата комора. Тогаш се шират трите комори. А Сврзани може садови, да така? се блокира одводот под четвртата комора, таа што е во пределот на малиот мозок, тогаш се шират сите комори. Проста логика. Се создава ликвор, а не може да се елиминира. Овде погледнете сега, баш да го искористиме паметно, рековме дека спонтана ликворна хипотензија се случува ако има дефект некаде во овивките на ребетниот столб. И јас тоа сум го представил еве како една чешма, ако некаде капе по некоја капка, тогаш доаѓа до интракранијална хипотензија. Кој е решението водоводжиско да се реши проблемот? Ако некаде ви капе, некој дзитот е оштетен или некоја цевка е дупната, тоа дупче треба да се блокира, може да се замени цевката, ама оваа цевка теоретска шанса нема кај човекот да се заменува. Едноставно и единствено мора само да се блокира пукнатината. Како што споменавте ако на место на пукнатината, сега и такви средства има, ако тоа место на пукнатината го обложиме со некаков лепак или со некоја материја која е во состојба да го затне дупчето, сме го решиле проблемот. Овде го затнуваме дупчето со она што ви го кажав. Се зема крв од вена, 20-30 кубика, и преку катетер се инjектира таа крв точно на местото каде што тече, на местото на пукнатината. Крвта го исполнува тој простор, коагулира и го затвара дупчето. И тоа е процедура која на светско ниво се прави. Тоа е единствениот начин. Друг начин и не постои. За разлика од хипертензијата, интракранијална за која што има поинакви решенија. Да. Тука веќе се по... за неа има обична таблета, некогаш ви го решава проблемот при хипертензија. Но тука такво нешто Но овде такво не нешто постои како решение. Не постои.
Но логиката е многу проста, едноставна и проблемот може да се реши релативно брзо. Ама Треба да се открие исто така, на навремено. кое место е пукнатината? Знаете вие од вратниот сегмент па скроз до лумбалниот, тоа е една цевка, дурална вреќа, полна со ликвор. Од каде знаете на кое место е пукнатина? Тоа не се гледа на магнетната резонанца? Сега доаѓаме до тоа. Од каде знаете каде тече? Во тие случаи кај што има спонтана интракранијална хипотензија, каде што е намален притисокот на ликворот, секогаш правиме магнетна резонанца на целиот рбетен столб. Потребно со контраст да се направи? Не мора со контраст. Контрастот ништо нема да ни реши. Најобична магнетна резонанца. На местото на кое што е пукнатината, на местото на кое што е дупчето, ликворот, течноста излегува надвор и прави некоја колекција. Се акумулира таму, нели? Ако настане хаварија во водоводната инсталација некаде, течноста ќе се собира таму кај што е пукнато, околу пукнатото место. Така, ликворот се собира околу пукнатината. И кога ќе направиме магнетна резонанца, Ќе го детектирате местото од каде ќе ја видиме тече? собраната течност околу цевката, таа дурална цевка што ја нарекуваме, и ќе речеме, овде има течност, што бара оваа течност вон од самата цевка дурална. Значи, тука е проблемот. Тука е местото од кое истекува ликворот и тоа место потоа се третира. Професоре, оние кои што имаат ваков проблем, кај кои што се јавил проблем со истекување на ликворот на некое место од рбетниот столб, имаат ли предиспозиција да се повторува ваквата состојба, потоа на некој можеби друго место на рбетниот столб, ако се послаби тие ѕидови на тие По садови? правило, апсолутно не. Шансите тоа повторно да се случи Се минимални. и помалку од минимални. Искрен да бидам, до сега не сум случил дека некој што има спонтана интракранијална хипотензија повторно го добил истиот проблем. Само да не заборавам, спонтано, повторно може да се јави истиот проблем во други случаи, таму кај што ви реков дека има на черепот пукнатина, надгоре, па низ носот, тоа зависи од успешноста на неврохирургот точно да го лоцира местото, па е можно да привремено подобрување има, па потоа од некое друго место, Повторно ако е да почне да траума во стекува. прашање, да се јави капење. Ама, кога проблемот е на ниво на пукнатина, отворче, во спиналниот канал, по правило, никогаш не се повторува. Ги споминавте траумите. Да речеме при сообраќајна незгода или пак при некоја повреда на Да, главата и на да, ребетот. да. Што е почесто? Интракранијалната хипертензија или пак интракранијалната хипотензија? Што говори исто ајде- така вашето искуство? Ајде да ви кажам нешто што сигурно ќе ве заинтересира. Мислите дека има некоја голема разлика меѓу едното и другото? А знаете дека едното може да помине во другото и другото во едното, од хипотензија во хипертензија и Веќе од ни појаснивте дека може да премине во хипот, бидејќи ќе дојде до некоја пукнатина и ќе истече. Но Да. ова е обратно доколку се губи течноста, ликворот Значи- може да дојде до хипертензија потоа? Кога ќе се изгуби течноста, кога Добре. ќе се затне дупчето, мислите дека не може да се јави обратен феномен, идиопатска интракранијална хипертензија. Може обратно да се случи. А што се случува најчесто? Најчесто при интракранијална хипертензија, кога е покачен притисокот, Во черепот. бидејќи тој притисок перманентно делува
на хипофизата, на турското седло, и ја клюка просторо. Пулсациите на ликворот прави таа постепено да се вдлабнува, да се истенчува, до степен да хипофизата се претвара во една тенка љушпа по периферија, па до степен да се пробие таа љушпата од ткиво и да го пробие и дното на хипофизата. И се јавува од интракранијална хипертензија, сега настанува губиток на ликвор, се интракранијална хипотензија. Па од едно зло се јавува друго зло. Така да тие се многу блиску и поврзани една со друга. Професоре, веќе кога зборуваме за ликворот, ќе искористам еве да ве прашам малку надвор од темата кога се вади ликвор од рбетот за потврда или пак и за исклучување на менингитис. Што всушност се анализира во таа течност? Значи, вака. Ќе биде заматена доколку некој има некое заболување? Во зависност од процесот. Дури и може да биде апсолутно заматена ако има некој гној, процес сепса или така. Главно се анализираат хемиските елементи, кели има, нема, но во овој наш случај исклучиво не интересира само притисокот на ликворот. Само притисокот. Ништо не интересира. Овде нема потреба да правим било какви дополнителни испитувања. Само да ви дополнителни испитувања. Зашто со едно мерење, со една лумбална пункција, точно знаеме колкав е притисокот на мозочната течност. И сега да ви кажам. Има од до, како што е крвниот притисок? Нормален притисок е 20 милилитри ликворен столб. 20. Може да оди до 25. Од 18-20. Под 20, ама не стриктно, рачунајте, ако падне притисокот на 10-8, тоа е апсолутно ликворна хипотензија. А обратниот случај, ако ликворниот притисок се качи над 20-25, тоа е веќе ликворна хипертензија. Основната грешка што се прави во случај на хипертензија с големен притисок на мозочната течност е што некогаш на магнетната резонанца не ги гледаме сите симптоми за ликворна хипертензија. Има еден симптом, два симптома, ама ја нема целата слика на симптоми. И викаме, а ова не е тоа. Не. Во зависност од тоа колкаво е зголемувањето на ликворниот притисок и колку долго трае тоа зголемување. И симптомите што ги гледаме, знаците на магнетната ќе бидат поизразени или не? Варираат. Во првата фаза тие не се изразени. И само мајстор вистински може да ги препозна и да каже чекај, дај овде. Иако нема дефинирани, сепак е тоа хипертензија. Исто така и мајстор, ама не толку голем, може да каже дека има ликворна пак хипотензија. Само врз основа на сликите со магнетна резонанца. Зашто тие се типични и карактеристични. Професоре, покачениот или нискиот крвен притисок можат ли да влијаат на притисокот на ликворот? Тој да биде покачен или пак понизок? Има ли некаква корелација помеѓу крвниот притисок минимални влијанија може да има. Рачунајте дека структурите во главата, во черепот, се во прекрасен, перфектен баланс. Точно се знае, мозокот окупира 75% од шуплината во главата, другите проценти ги делат мозочните артерии и мозочните вени, и проценти има и
нормално ликворната течност, ликворот. Значи, за ликворот и артериите и вените само 15% има сместувачки капацитет. Толку е нивната. Ако се јави зголемување на волуменот на вените заради некој застој, автоматски тоа зголемување на вените на тој простор венски е на сметка на ликворот. Ликворот се потиснува и ликворниот притисок расте. Исто е ова што го кажувате со артериите. Кога артериите се проширени, набрекнати, секако дека некое влијание имаат и на ликворниот притисок. Но тоа не е суштинско и не е битно. Вените можат да се шират, а артериите се поригидни, цврсти, имаат мускулатура. Не можат да се шират и нивното ширење е ограничено. И нивното влијание на ликворот е ограничено. А во однос на загаденоста на воздухот, да речеме, ако има повеќе јаглероден диоксид, па вдишуваме, ќе дојде ли до некаков проблем? Или пак сме на планина и кислород има? Сега ќе ви кажам, значи ликворот покрај другото има и функција да ги елиминира отпадните материи што се создаваат од секојдневната работа на ткивото, на мозокот, и затоа е толку често обновувањето на ликворот. Што споменавте? Ајде да ве прашам еден работник, зошто мора 5 пати на ден да ја менува работната облека? Како што ликворот 5 пати дневно комплетно целиот се обновува во главата. Има ли за тоа некоја причина? Зошто еден работник би се пресоблекувал? Па работи во загадена средина, нон-стоп му се масти оделото, работната униформа и мора почесто да се менува. А зошто една дама 5 пати на ден ја менува гардеробата? Тоа е веќе друго прашање. Значи ликворот има само прочистувачко и прочистувачко дејство за ефект за организмот. Да, тој ги спроведува и распадните продукти што се од метаболизам што се јавуваат тука. Професоре, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. На еден убав, интересен начин и објаснивте една многу сложена состојба, која што е ретка, но симптомите, како што наведовте, мора да се препознат навремено за да се интервенира, бидејќи тука интервенцијата е неопходна. Спонтанното повлекување на симптомите на болеста е речиси невозможно. Само да ви кажам, не сте свесни колкава е моќта на ликворот. Ние само 2 работи офативме сега денеска. Ликворот може чуда да прави. Ликворот може комплетно да изгриза коската на главата. Не само на едно место, на многу места. Заради баш големување на ликворниот притисок. Тие малечки пумпички што го испумпуваат, што ги покажавме овде, тие може со време да растат. Растат до димензии да стануваат гигантски. Коската ја лизираат. Растат до димензија да може да влезат во вената. Пумпичката е она кај во вената, ама она расте, се зголемува. Мозочното ткиво може да хернира внатре во таа шуплина и да прави епилептични напади, главоболки. Знаете, и уште многу други работи. Јас сега се спремам тоа да го објавам вака како моја презентација стручна, ама да го популаризирам ни светот. Ја потценуваат моќта на ликворната течност. Никако очигледно не треба да се потцени, а ја ви посакувам успех во оној проект што го планирате и секако да се покрене свесноста за тоа колку е важен ликворот во мозочното здравје пред се. Ви благодарам. Благодарам, професора, беше чест и задоволство. И мене ми беше чест и толку брзо ми помина времето, а времето секогаш лета. Лета велат побрзо, кога е пријатно, значи имавме еден убав и пријатен разговор. Лета, ама не смета. Апсолутно. Никогаш. Ви благодарам уште едно за гостувањето и се гледаме повторно во Телма амбуланта.
Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.